денешната пресконференција во насока на најавите на Министерството за финансии за новото денешно задолжување. Па така, криминалниот картел на Зоран Заев преку Министерството за финансии за денес предвиде ново задолжување од 9 милиони евра. Ова е алармантно темпо со кое што СДСМ ја задолжува државата. Картелот на Заев, откако ја презеде власта, го зголеми јавниот долг на над 5 милиарди евра, а државниот долг на над 4 милиарди евра. Почитувани, психолошката граница од 5 милиарди евра задолжување е пробиена. Граѓаните се во страв и грч за својата иднина и иднината на своите семејства. Во само првите 3 месеци годинава државата е задолжена за нови 300 милиони евра. Секој едно семејство е задолжено за нови 600 евра или едно 4-члено просечно семејство е задолжено за над 10.000 евра од вкупниот долг на Република Македонија. Секој еден човек во нашата држава, секој граѓанин, има долг од над 2500 евра според вкупниот долг на државата. И тоа само затоа што владата на СДСМ и на Зоран Заев не знае да располага со државните пари и секојдневно се задолжува. Почитувани, СДСМ ги задолжи граѓаните за над 5 милиарди евра, а нема инвестиции, нема нови работни места, нема повисоки плати и пензии, нема повисоки стипендии за студентите, нема нови студентски домови. Додека пак едноставно нема ништо капитално како проект реализирано владата на Зоран Заев. Заев и останатите од картелот не кажуваат каде завршуваат и каде се инвестираат парите кои што тие ги задолжуваат граѓаните. Во меѓувреме, додека психолошката граница на задолжување, помина од 5 милиарди евра, трошоците за живот се поголеми, а цените на мало растат. Тоа секојдневно ни го потврдуваат и граѓаните кои што не сретнуваат дека животот е значително поскапен за разлика од пред една година, односно поскапен откако СДСМ дојде на власт. Граѓаните немаат повисоки плати и пензии, трошоците за живот се поголеми. Па така, цените на мало во април годинава се зголемени за 3% во однос на април лани, додека пак вкупните трошоци за живот се зголемени за 1,4%. Почитувани, стандардот секојдневно опаѓа. Платите во февруари оваа година во однос на јануари се пониски за дури 867 денари. Почитувани граѓани, ова ли е животот кој што го ветуваше СДСМ? Ветуваа живот изградија криминален картел, ветуваа високи плати и пензии, ветуваа пари, а тие само донесоа беда која што се гледа секојдневно по улиците. Заев и криминалниот картел мора веднаш да си заминат од власта. Ви благодарам на вниманието.